По Бугарија, Србија и Црна Гора, Романија и Унгарија, Македонија е на петото место по смртност од загадување на воздухот од PM10 честички во Европа. Аерозагадувањето се смета за главен ризик фактор за смрт кај 25% од смртните случаи поврзани со срцеви и мозочни удари и кај 4,6% од пациентите кои починале поради рак на бели дробови. Ова беше истакнато на првата научна конференција за аерозагадување каде граѓанскиот и академскиот сектор разменија мислење за тоа како да се намали загадувањето во Македонија. Истражувањата кои што ги спроведовме на следење на состојбите со загадување на животна средина во Македонија најмногу се однесуваат на загадувањето на животната средина со тешки метали. Индустриските активности, урбаните активности во Македонија се најголемите извори на загадување со тешки метали. Но кога зборуваме за загадувањето на воздухот во Република Македонија, секако најголеми извори на загадување представуваат согорувањето на фосилните горива. Било да се тоа контролирани или неконтролирани. Ако зборуваме за неконтролирани, мислиме за согорување во домаќинствата пред се, но ние имаме и неконтролирано согорување и на депонии. Загадувањето може да предизвика многу болести, меѓу кои најголемо негативно влијание има врз респираторниот систем, а може да предизвика и рак на бели дробови. Според проценките од студијата на Светска банка во Македонија, 1100 луѓе годишно умираат како последица на аерозагадувањето. Затоа во период кога загаденоста на воздухот достигнува до 20 пати над дозволеното, од Министерството за животна средина и просторно планирање препорачуваат да се користи јавниот превоз, односно возила да не се користат без поголема потреба и повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и метал, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал и правилно да се користат печките за дрва. Препораките пак на Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Република Македонија се да се ограничи движењето и активностите на отворен простор на најранливата популација, деца, стари лица, болни од хронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма, но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот.